أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Allah ве помогна на Бедар, а вие бевте помалу бројни. Затоа плашете се од Аллах за да бидете благодарни. Сура Али Имран, 123 ајет. Поводот за овој ајет е една од најголемите битки во историјата на Исламот, битката на Бедар, која што се случила на 17. Рамазан, втората година по хиџра, или 13. март 624 година по Иса алейхиселам, помеѓу муслиманите од Медина и многу божците или идолопоклониците од Мекка. Почитувани браќа и сестри во Ислам, месецот Рамазан е мегдан, бојно поле, каде ние покрај духовните битки се подсетуваме на оние физички битки од нашето славно минато, а истите тие битки како муслимани ги имаме секојдневно и ние тука. Зошто дошло до оваа голема битка во исламската историја? Познато ни е дека животот на Аллаховиот пратеник Мухаммед алейхиселам и првите муслимани во Мекка после доаѓањето на Исламот бил неподнослив. Тие биле прогонувани, тепани, измачувани, лишени од имотот во Мекка. Нивните куќи и богатства и материјални добра биле одземани. Аллаховиот пратеник алейхиссалату вассалам со првите муслимани бил приморан да направи хиџра, да се пресели од Мекка во Медина. Кога пристигнал во Медина, нашол погодно и плодно тло за ширење на исламската мисла. Ја формирал младата исламска држава. Бил напишан првиот исламски устав или првата исламска повелба. Изградена е првата џамија. Муслиманите почнале слободно да ја практикуваат својата вера, а тоа допринело за нагло примање на Исламот од оние жители и од самиот Медина, и од самиот град Медина, а и од населените места околу него. Овие вести брзо се ширеле во Мекка и курешиите не престанале со непријателствата. Не им се допаѓало таквото ширење на Исламот. Тие сакале целосно да го уништиат и сакале да му ставеат до знаење на Аллаховиот пратеник, алейхиссалату вассалам, и асхабите, дека далечината не ја менува состојбата на нивната омраза кон Исламот и муслиманите. Обичај било секоја година од Мекка да се испрача караван со разна трговска роба во Шам, во Сирија, во Дамаск. Таа година водачот на караванот бил Ебу Суфјан. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем дознал дека трговски караван на курешиите, предводен од Ебу Суфјан ибн Харб, се враќа од Шам кон Мекка. Целта не била голема војна. Некои од асхабите го советувале дека им се укажала идеална прилика за да им се одмаздат на мушриците за сите злодела кои што им ги правеле во Мекка. Меѓутоа Ебу Суфјан бил мудар човек. Тој ја предпоставил оваа работа и навреме испратил гласник во Мекка, каде што побарал помош од меканските прваци да испратат силна војска за да го заштитат караванот, односно нивниот интерес во таа роба. Ебу Суфјан ја заобиколил Медина и безбедно поминал покрај неа и пратил повторно гласник да им каже на жителите на Мекка
на Ебу Джехил и останатите дека нема потреба од поход од војување, затоа што карванот е насигурно. Меѓутоа, желбата на курешиите била голема за пресметка со Аллаховиот пратеник, саллаллаху алейхи веселем, и тие него послушале на Ебу Суфјан. Курешиите собрале околу 1000 искусни и признати војници, добро наоружани со цел за секогаш да го скршат исламот. Така она што почнало како пресретнување на карванот, станало на крајот судир помеѓу вистината и лагата, а Аллах возвишениот во сура Ел-Енфал во 41-иот ајет овој ден го нарекува Јеумул Фуркан или денот на разликување. Муслиманите биле 314 со скромна опрема, со слабо воено искуство, пристигнале на Бедар. И тука асхабот Хаббаб ибн Мунзир му дал совет на Аллаховиот пратеник, алейхиссалату вассалам, да одат поблиску до изворите на Бедар, значи за да немаат пристап мушриците до вода. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем се консултирал секогаш со асхабите и предходно, значи, побарал мислени од советот на енсариите и мухаджирите, значи тој совет, тој парламент го сочинувале и жителите на Медина и оние кои што направиле хиџрет од Мекка. И овде, значи, го прифатил предлогот на Хаббаб ибн Мунзир. Целата ноќ пред утрешната битка, Мухаммед алейхиссалам ја поминал во ибадет и му чинел дова на Аллах Джелешануху: Ја Рабби, Господару мој, ако оваа мала група биде уништена, нема да има кој да те обожува на земјата. Возвишениот Аллах Джелешануху испратил мир и спокојство врз верниците и спасоносен дожд, што ја зацврстил земјата под нивните нозе. Обичај било, пред да започнат битките во предисламска Арабија, да се одигра двобој помеѓу најпознатите борци од двата табори. Од страната на курешиите излегле тројца од нивните најугледни и најсилни луѓе: Утба ибн Ребија, Шејбе ибн Ребија, брат на Утба, и Велид ибн Утбе, син на Утба. Тие побарале двобој со луѓе од нивниот ранг. Од страна на муслиманите првично излегле тројца од енсариите, од жителите помагачите на Медина, но курешиите поставиле услов дека сакаат да се борат со своји сродници, сонародници од племето Куреиш. Тогаш пратеникот саллаллаху алейхи веселем ги испратил Алија ибн Еби Талиб, Хамза ибн Абдул Муталиб и Убејде ибн Харис. Алија се борел со Велид и брзо го совладал. Хамза го совладал на Утбе Ребија, а Убејде се борел со Шејбе и двајцата биле тешко ранети, пошто Хазрети Али и Хамза ради Аллаху анху му помогнале и го, убиле на тој мушрик. Подоцна Убејд постанал шехид поради раните кои ги задобил во овој двобој. Овој двобој бил силен психолошки пораз и удар за курешиите и вовед во општата битка. После тоа полетале првите стрели. За прв пат во Арабија, едни против други, се бореле членови на исти фамилии, до тогашни познаници, пријатели, другари. Татко против син, брат против брат. Значи, сите тие биле членови од исти фамилии. Возвишениот Аллах Джелешануху им испратил на муслиманите мелеки на помош. Мушриците не ги виделе тие мелеки, меѓутоа муслиманите духовно биле зајакнати и тие изгледале многу силно и страшно во очите на меканските мушрици. Битката била многу брзо, успешно завршена. 70 мекански мушрици биле убиени, 70 заробени, од муслиманите погинале 14 шехиди. Меѓу убиените бил и најголемиот непријател на исламот и муслиманите,
миѓото на Мухаммед алейхиссалам Ебу Джехил. Аллаховиот пратеник заробениците ги задржал кај него и побарал од меканците да платат откуп за нивната слобода. Оние што биле со добра имовна состојба, значи ги отплатиле на заробениците, плачале од 3000 до 4000 дирхеми. Оние кои што биле сиромашни и немало кој да плати за нив откуп, а биле писмени, Аллаховиот пратеник алейхиссалату весселам им наредил да описменеат по 10 муслимани како залог за нивната слобода. А оние кои што биле сиромашни, а плюс на тоа и неписмени, ги пуштил со услов да му дадат ветување дека никогаш повторно нема да војуваат против него. Кои се поуките од оваа битка, почитувани браќа и сестри во Ислам? Имаме многу поуки, од кои ќе издвојам неколку. Победата доаѓат од Аллах Џелешануху. Не од бројноста, не од стратегијата, туку од иманот, од длабоката и осведочена вера. Советувањето е суннет. Мухаммед алейхиссалам се советувал и ги слушнал своите асхаби и нивните предлози. Довата ја отвара вратата на победата. Испитувањето е секогаш пред олеснувањето. Пред победата имало страф, неизвестност поради малобројноста на муслиманите. А денешната порака за нас, денешните муслимани, од оваа значајна битка во исламската историја е дека Бедар не е само приказна од минатото. Тој се раѓа, тој се повторува и живее во сегашноста. Денес нашата битка можеби не е со меч, туку со гревот, со немарноста, со поделбите, со слабењето на иманот. Ако сакаме победа, како на Бедар, треба да бидеме искрени како асхабите на Бедар, единствени како асхабите на Бедар и да упатуваме до ова како Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем, кој упатил ноќта спроти битката на Бедар до својот господар. На крајот го молиме возвишениот Аллах тебарека ве теала да не направи од оние кои кога ќе дојде нивниот Бедар, нивното искушение, ќе излезат од него како победници. Ве ахиру да'вана енелхамдулиллахи раббил алемин. Нашата последна дова е благодарноста му припаѓа на Аллах, господарот на световите. Вассаламу алейкум ве рахметуллахи ве берекатух.